Следната недела истекува и продолжениот рок за 6 месеци на вакцината на Pfizer за заштита од COVID-19, која со месеци е единствената што ја имаме. Иако интересот за вакцинација е значително опаднат, па дневно во пунктот во поликлиниката Букурешт во Скопје за вакцина доаѓаат едва и по 5-6 луѓе, оние што ќе се охрабрат по изминати 2 години да побараат вакцина имаат дополнителна дилема поради истечениот рок. Здравствените работници се обврзани да ги известат дека рокот од печатен на пакувањата не важи и дека вакцините се безбедни, од Европската агенција за лекови во неколку наврати го продолжи рокот на употреба. На амбалажата стои дека вакцината треба да биде употребена до јули 2022 година. Во моментов за заштита од COVID-19, значи се користат вакцините на производителот Pfizer. На Pfizer што го користиме, продолжен му е рокот за 6 месеци, значи завршува на 31.1.2023 година. Со тоа што институциите, значи кои што стојат, позади продолжувањето на рокот за Pfizer, како што е Европската медицинска агенција, нашите институции, Малмед, Министерството за здравство, Комитетот за имунизација, значи ни укажуваат да вакцината Pfizer, значи е подеднакво безбедна и ефикасна како и претходна. Секако пациентите, значи се интересираат, значи прашуваат во однос на продолжениот рок на вакцината Pfizer. Има пациенти кои што се двоумат, секако на нив, значи им го објаснуваме се тоа што претходно ви го кажав и од на крај, значи ја носат конечната одлука, меѓутоа и многу е мал бројот на пациентите кои што кога ќе слушнат, значи едноставно ја одбиваат. На сите што ќе побараат, таа вели дека им го покажуваат и документот од Малмед во кој прецизно е наведено до кога е продолжен рокот на вакцините на Pfizer, но останува забрането да си го понесат со себе шишенцето од вакцината. Значи не дозволуваме, значи да се изнесе шишенцето, значи шишенцето си стои, значи има одредени препораки кои што стојат во упатството како да се применува оваа вакцина, со тоа што кога ќе се извади од фрижидер, као колку време да стои на стопна температура и во кој период може да се аплицира. Во тој однос, значи не дозволуваме ние вакцината да се изнесува, Тука е, значи си е присутно, мислам, шишенцето и секој пациент, тој секој граѓанин може да го види документот како и шишенцето од кој што ќе се аплицира, да има увид во вакцината. Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства објасни дека го продолжиле рокот на употреба на вакцината на Pfizer по препорака од Европската агенција за лекови, а барањето за продолжување ги минало и сите домашни филтри. Дека тоа се најверојатно и сигурно се безбедни вакцини. Прво тоа да го кажеме дека ништо не е одобрено од страна на нашава агенција, ако претходно не било тоа испитувано, согласно европската регулатива, согласно нашите прописи. Точно е дека за вакцината Комирнати од производителот Pfizer, првично Европската агенција за лекови, ЕМА, направи продолжување на рокот на употреба. Последователно на тоа следуваа неколку измени од страна на ЕМА по барање на самиот производител, да се продолжи рокот по вториот пат за 6 месеци и за 9 месеци, каде што ретроактивно ќе важи, иако одлуката е донесена од страна на ЕМА покасно, тоа да важи ретроактивно во зависност од иако датумот на производство е порано. Продолжувањето на рокот на вакцините на Pfizer почна на почетокот на минатата година, кога кај нас имаше резерва и од останатите производители, но од јули наваму за вакцинирање на повеќе пунктови останаа само вакцините со продолжен рок. Незначително мала количина на пунктот во Букурешт има и од вакцините на Синовак и на Синофарм, но за нив интерес речиси и да нема, оти многу држави не ги признаваат. А1 објаснување за продолжувањето на рокот побара и од компанијата производител Pfizer. Оттаму велат дека рокот е продолжен врз основа на досегашните искуства од употребата на веќе произведените вакцини во изминативе приближно 18 месеци. Нагласуваат дека не го менувале составот на вакцината. Во декември 2022 година ЕМА одобри ажурирање на времетраењето на складирање на вакцините на ултраниска температура од 15 до 18 месеци. Продолжениот датум на истекување е ефективен веднаш за сите моментално достапни вакцини, кои се уште не се истечени, како и идните серии на вакцината. Не се направени промени во самата вакцина за да се овозможи продолжување на истечениот рок на употреба. Одлуката се заснова на податоците поднесени од Pfizer, односно BioNTech, кои вклучуваат и такви за стабилност на вакцините собрани во последните 18
18 месеци од развојот на вакцините против COVID-19. Според нивните податоци, во земјата се испратени вкупно 1.251.900 дози вакцини на Pfizer. Најголем број од вакцинираните кај нас примиле токму вакцина на Pfizer, но и покрај тоа бројот на пријавени компликации од оваа вакцина е ист со пријавените компликации од вакцините на другите производители. Купно од званичната бројка што ја дава Министерството за здравство, тоа е околу 870.000 вакцинирани лица, кај нас се пријавени 0,03% несакани ефекти. Тоа му доаѓа околу 260 вкупно пријавени несакани реакции од сите вакцини. Во зависност од видот на вакцина која што е аплицирана, процентуално тоа излегува дека скоро кај сите, ако прашувате која вакцина дава повеќе, од имавме и такви прашања, скоро е слично и бројката на несакани ефекти кај сите вакцини, барем пријавени до кај нас во Малмет. Од Министерството за здравство заедно изјавија дека во моментот располагаме само со вакцината на Pfizer за заштита од COVID-19. Имаме резерва од речиси 250.000 дози, чиј рок истекува следната недела. За набавка на нови, допрва ќе се носи одлука.